Здраво, драги другарчи! Поздравуваме от Македония! На овој час ќе се видиме да го прикажеме нашиот најголем христијански празник, раѓањето на Христос, Божик поточно бари и самата Бадникова вечера, традицијата и обичаите поврзани со овој празник. Овој празник се слави во кругот на семејството и тука да се слушне и прослави радосната вест за раѓањето на Спасител. Таа вест рано наутро први ја соопштуваат немалите дечиња кои одат во поголеми или помали групи и пеат коледовски песни и одат во домот. За таа цел, домакинката на кухите рано наутро уште пред да изгрее сонцето ги меси коледарските постни колачиња со кои ќе ги дарува детска коледа. Коледарските песници за здравје, велики ти плодна година, да ги символизираат гласот на ангелите за Христовото раѓање. Тие носат добри вести, а домакините ги веруваат со олени, костени, гумончиња или барички. Ако нема гумончиња, нека даде белачиња. Ако нема белачиња, џамо на мачиња. Бидете живи и здрави и довојна пак да ни дојде. Тупа, тупа, коледе, колачки е лека, стане лека, не се колачиња. Во текот на денот домакините подготвуваат јадењата што ќе се служат за време на вечерата. Самата Бадникова трпеза е постна и се служат постни јадења. Град, зелни, баклава, а се настравува со црвено вино. На оваа Бадникова вечер, според нашата традиција, големо значење има и Бадниковото грамче, кое домакинот го става под самата трпеза и во огништето каде што гори огнето. Според верувањето, додека гори ова Бадниково грамче, со својата светлина ќе му го осветли и покаже патот на Христос. Затоа огнот оваа вечер не се гаси цела ноќ. Пред да започне вечерта, сите јадења и се што е потребно треба да е на масата. Бидејќи откако ќе започне вечерта, никој не станува док вечерта не заврши. Домакинот ја отвора широко вратата отворена, го повикува Господ да дојде и да се придружи на неговото семејство и да вечера со нив. Повелите до Боже да вечераме. Повелите до Боже да вечераме. Повелите до Боже да вечераме. Слова се верува дека Господ доаѓа и присуствува заедно со нив на вечерата. На Бадник во секоја куќа се меси кравење, лепче во кое се става паричката. Погледате во традиционалниот обичај со делењето на лепче. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови и умножи го јадењето во овој дом. Нека Твојата света волја биде со нас сега во сите векови. Амин. Амин. Еве колку високо да порасне житото оваа година. Ова парче е за нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Ова парче е за куќата, нашиот дом. Ова парче е за мене. Ова парче е за домакинката. А сега ќе им поделам на останалите, чувајќи од големиот ни мазар. Ајде сега да видиме кој ќе биде на среќа. Паричката се падна во мене. Нека ти е често и нека те следи и здрави среќа цела година. Сега ова паричка ќе ставиме повече за вино преку благослови виното. Потоа сите ги напиеме одме. Колку звезди на небото, толку бари во кесото. Голем глас на нива, црвени јаблка во градот. Здравие за сите, дебело кеси со пари и се да оди напред. Мети босо корчевите, рулно вино по масиче. Живи и здрави и следната година пак. Амин. Амин. Вечерата поминува тивко и без многу време. По завршувањето на вечерата се служи баклава, а се наздравува со црвено вино. После вечерата, домакинот на сите им дели подеднакво од овошито и орелите. А кршејќи еден орев, се дознава каква ќе биде годината што следува. Ако оревата е субава и полна јатка, се смета дека годината што следува ќе биде среќна, убава и плодна со род. Скрши орев со полна јатка. Значи оваа година ќе биде богата и родна. Амин. Амин. Оваа вечер трапезата не се раскрива до следното утро, пошто се верува дека Господ доаѓа и присуствува
заедно со нив на вечер. Оваа ноќ е посебна и света ноќ со магични волшебства што можат да ги видат и почувствуваат само оние што веруваат во Бог. Ќе го завршиме часот и ќе ве поздравиме за крај. Сакате ги своите ближни, имате силна вера во Бог и во самите себе и чудото ќе се случи. Болка имам, јано мори, како нож ме сече. Дете сине, маме јано, мамо да ти рече. Дете сине, маме јано, мамо да ти рече. Дојде друга зима, Божик се погоди. Од Бога в куќи влезе, Јана дете роди. Дар од Бога в куќи влезе, Јана дете роди. Арни луѓе, знајте, не се важни пари. Вербата и силна љубов, късмет ќе